Добро вечер, Слободарско Делчево. Добро вечер, драги пријатели, горди следбеници на делото и името на нашиот патрон Гоце Делчев, на неговата и нашата Македонија, на неговото и нашето ВМРО. Помина цели 3 децении, завлегуваме во четвртата, откако на политичката сцена действува некогаш успешно, некогаш помалку успешно Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Делчево. Меѓу нас се, драги пријатели, ликови, активисти, функционери на партијата. И јас за тоа нема да зборувам. Сите ве поздравувам од срце. Ги поздравувам правнуците и чукунуците на борците, на востаниците од Разловци, од бунтовната Малешевија, од Делчево, некогашното Царево село, од сите села и градови, од цела Македонија, да славиме многу такви годишнини и јубилеи. Се започнам со тоа што најдобро го умеам. Јас неколку децении пишувам поезија, за вечерва, за почеток ја одбрав песната За твојот сон. За твојот сон и мојот сон се крие. Сонуваме пейзажи, патувања, младешки лудувања. Некогаш и сонот ме нервира, крвта ми врие. Некогаш спокојно спијам, срцето нормално бие. За твојот сон и за мојот сон се македонци милион, со разбиени илузии и мечти за иднината, што разочарани ја напуштаат татковината, барајќи подобар живот некаде во туѓината. Одат во Америка, во Европа и Австралија, на бродови, во туѓи мориња и океани, стигнуваат дури до Ајаска и Нова Каледонија. Секоја вечер легнуваат со мисла мачна, ќе огрее ли сонце на татковината наша, ќе се вратат ли еднаш дома во Македонија. За твојот сон и јас буден сонувам. Високи планини, плодни полиња, убави езера, реки. Сепак некоја јанза ме јаде, ме прогонува, не ми дава спокојно сонот да си го сонувам. Се будам во безсознание, липајќи, плачејќи, очите одвај солзат, шепотот занемува. Ако твојот сон не се обелодени, крвта ќе замрзне во нашите вени. Ќе продолжам и со отворени очи да сонувам, да го слушам крикот на татковината, повикот силен да се вратите, овде да работите, да градите, раце да си пружите, подршка да си дадете, силите да ги здружите, заедно химната наша да ја пеете, заедно знамето наше да го веете. Тогаш сонот ќе престане да ме прогонува, животот и Господ ќе ги славам, Македонија најаве ќе ја сонувам. Го поканувам председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, господин Сашко Ивановски, да ве поздрави и да ви се обрати. Добро вечер, браќа и сестри делчевчани. Добро вечер за пратеникот во Македонското собрание Миле Левков. Добро вечер за нашиот сограѓанин и членот на извршен господинот
Драган Ковачки. Добро вечер за првиот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Ѓорги Манов. Добро вечер за првиот секретар на Општинскиот комитет ВМРО ДПМНЕ Делчево господинот Илчо Илиев. Добро вечер за сите вас, добро вечер од срце и добре дојдовте на 31-иот роден ден на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Делчево. Пред да почнам со мојот говор, би сакал со едноминутно молчење да оддадеме почит на сите членови на општинските комитети од постоењето до денес, кои вечерва не се тука со нас, односно прерано не напуштија. Нека им е вечна слава. Историјата на македонскиот народ е полна со моменти кога се дефинира едината на државата, народот и постоењето на идентитетот. Во 1990 година, во предвечерието на распадот на СФРЈ, беше созреано времето за возобновување на илинденските идеали на ВМРО, за уште една битка за слобода и независност на репресивноста и негираниот македонски народ. Таа година широм Македонија се создаваат општинските и местните одбори кои подоцна стануваат комитети на новиот политички субјект ВМРО ДПМНЕ, кое пред себе имаше нови предизвици, не помали по значење и важност од оние на илинденската или астонската епопеја. На 27 јули 1990 година беше основан првиот општински одбор на новоформираната политичка партија Внатрешна македонска револуционерна организација ВМРО ДПМНЕ во Делчево. Членови на првиот општински одбор се Ѓорги Манов, председател, Илчо Илиев, секретар, членови на одборот Добривојчо Димитровски, Орце Ангелов, Дарко Шехтански и Коцо Костов, Каладжијата. На седницата за основање на општинскиот одбор на ВМРО ДПМНЕ во спомен домот Аснон во Делчево присуствувале и официјални и неофицијални лица на тогашната режимска власт во Делчево, кои имале своји агентурни обврски да известуваат и да се инфилтрираат во структурите на новиот политички субјект во Делчево. По формирањето на општинскиот одбор на ВМРО ДПМНЕ Делчево започнало формирањето на местните одбори во сите населени места во општина Делчево и Македонска Каменица, која беше во тој период дел од Делчево. Имење на луѓе кои што биле дел од иницијаторите и дел од потражувачите на основањето и работата на општинските одбори на ВМРО ДПМНЕ во Делчево во 1990 година на почетокот на неговото формирање, а кои мораме вечерва да ги спомнеме се Иван Соколов од село Град, Ванчо Механџиски од село Звегор, Фиданчо Механџиски од село Звегор, Моне Котев, Никола Трајанов Халеро, Горан Гошевски Шкодата, Стоил Зуле од Делчево, Жарко Ангеловски од село Град, Атанас Атанасов Таксио од село Град, Ванчо Јовановски лидерот од село Звегор, Миле Тодоровски политиката од Делчево, Снежана Тодоровска Нена од Делчево, Иван Прчовски од Тработивиште, Илчо Цветковски мајсторот од село Звегор, Тони Захариев од село Звегор, Ѓорги Златков од село Звегор, Мирче Николовски од село Стамер, Митко Димитровски од село Габрово, Ванчо Петровски исто така од село Габрово, Атанас Марковски, Станко, популарно што го викаме Патарот,
Натка Витановска од село Тработивиште, Ѓоко Ангеловски од Делчево, Тони Стоименовски Фрчката, Благојчо Гоцевски Гоцо, Бојан Ивановски од село Дранче, Најден Алексов од село Град, Костадин Смилевски од село Разловци, Драгица Алексовска од Делчево, Бране Ангеловски од Делчево, Ѓорги Струков, кондуктерот од село Вирче, Благој Ѓорговски од Делчево. Техничка подршка во тоа време беа Бранко Василевски, царинарецот, Сретко Марков и Гоце Инđовски. Нека погоре спомнатите лавови и лавици, односно македонски синови и керки, кои беа пркос на режимската власт и ни го покажаа патот, бидат основа на победата, да си ја повратиме слободата, да ја вратиме надежта, да продолжиме гордо да чекориме во слободна македонска земја. Почитувани, нека ни е среќен и берикетен 31-иот роден ден, а 32-иот роден ден да го славиме во победничко Делчево. Да ни живее организацијата, да живее Македонија! Добро вечер, Делчево, честитки за роденденот, честитки за големата прослава, добро вечер за представниците од Унија на млади сили, добро вечер за Унија на жени, добро вечер за ветераните, добро вечер за сите членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Навистина голем ден, 31 година од основањето на ВМРО ДПМН овде на Општинскиот комитет во Делчево, 127 години од почетокот, од основањето на историското ВМРО ДПМН. И точно е, ВМРО ДПМН како партија ја продолжи идеологијата и идејата која што беше на основачите, кои што ја основаа уште во далечната 1893-та. И од тогаш до денеска можеме да кажеме дека идејата за независна, суверена Република Македонија е остварена. Меѓутоа, денеска, 127 години подоцна, сме поделени како народ повеќе од кога и да е. И токму овие моменти, токму овие прослави служат да погледнеме на назад, да видиме што се случило, што било, меѓутоа мора да одвоиме и да погледнеме пред нас, да видиме која е иднината и што е она што треба ние како народ, како луѓе, како ВМРО-вци, која е нашата историска должност. Затоа што мораме да си признаеме, идејата за Македонија и идејата за ВМРО е светост, а ВМРО не поддржува една работа, а тоа е криминал. А сето она што го гледаме со власта и со хунтата на Зоран Заев е чист криминал. Денеска во собрание, затоа што доаѓамо таму, се подготвува уште еден ребаланс со кој што се подготвува нов подкуп за изборите. Меѓутоа, и се подготвува невиден криминал. Меѓутоа, ние како организација, како честни и вредни луѓе, не смееме да дозволиме да помине тој криминал неказнето. Нашиот момент, кога треба да блеснеме и да кажеме дека како ВМРО ДПМН ќе застанеме на патот на предавниците е токму на следните локални избори, кога и Општинскиот комитет и председателот и сите структури кои што ги споменавме, ќе и треба вашата поддршка на секој еден од вас, за да си ја повратиме Македонија горда и достоинствена, онаква како што треба да биде, а да не дозволуваме Венковци, Заевци и разни други пробисвети да не крадат и тоа да и помине непростено, затоа што не подкупуваат со ваучери. Време е да си го повратиме достоинството и време е да покажеме дека Македонија е земја на вредни луѓе, затоа што Македонија е за сите луѓе. Уште еднашка ви благодарам да сте ми живи и здрави. Полковникот Ковачки ќе ви се обрати сега. Повелете. Јас ќе го извадам микрофонот така да ми е позгодно. Добро вечер, Делчево. Ние да покажеме култура, за разлика од овие таму што ни пуштаат музика, би ги поздравил со еден аплауз. Би ве замолил за еден аплауз. И благодариме што со песната на доктор Албан не забавуваат одека и ни пуштаат ова е Африка. Па не е Африка, ама уште малце може и ќе бидеме.
Добро вечер на основачите на партијата во Делчево. Добро вечер на председателот на Општинскиот комитет и на членовите на Општинскиот комитет. Добро вечер на поранешните председатели на Општинскиот комитет. Добро вечер на организациониот секретар на партијата. Добро вечер на Унијата на жени, Унијата на ветерани, Унијата на млади сили. Добро вечер на пријателите, роднините и семејството. Добро вечер, Делчево. Најнапред би сакал да ви го пренесам поздравот и роденденската честитка од председателот на нашата партија, господинот Христијан Мицкоски, и од членовите на извршниот комитет. Нека ни е честит роденденот и до година ова време во Делчево да имаме нова власт предводена од ВМРО ДПМН, а централната власт на предвремени парламентарни избори да ја освоиме до година на пролет, исто така предводена од ВМРО ДПМН. Почитувани пријатели, во првите редови ги гледам основачите и ветераните на партијата. Дозволете од мое лично име и од име на раководството да ви се заблагодарам за се што сте направиле во изминатиот период. На вас паднал најголемиот товар и најголемиот терет при формирањето на партијата. И само вие знаете со какви маки и со какви проблеми сте се соочували. Вие ги знаете предизвиците што сте морале да ги надминете. Сочувајте ги за вашите мемуари, затоа што и да ни ги кажувате на нас, ние не можеме да ги разбереме, затоа што вие сте биле во друго време. Во тоа време се правела Македонија. Ви благодариме затоа што ни ја направивте Македонија. Денеска празнуваме 31 година од основањето на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Делчево. А кога ако не денеска да се подсетиме на емоциите? Кога ако не денеска да се подсетиме на одредени спомени? Кога ако не денеска си споменеме за успесите, но и за неуспесите и падовите на партијата, што сме ги имали? Време е да научиме од тие слабости и да победиме на следните локални избори. Почитувани пријатели, во текот на изминатиот период од 31 година Делчево даде тројца пратеници во Македонското собрание. И 3 пати имавме можност и чест да ја водиме локалната власт во Делчево. Граѓаните тоа знаат да го ценат и да го вреднуваат. Од ова место е и поранешниот премиер и прв председател на партијата. Почитувани и драги браќа и сестри, сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство денеска, затоа што вие не се плашите. Вие сте најхрабрите од сите. Вие сте дојдени овдека да ставите крај и да покажете пркос. Вие не се плашите да кажете дека ненормалното е ненормално, а не може да биде нормално како што сакаат да ни го представат. И нормалното не е ненормално. Тоа што пробуваат да не убедат, тоа не е во ред и на тоа мора да ставиме крај. Не убедуваат дека провизиите што ги земаат, се обиделе да ги земат за вакцините, кои што не успеа да ги обезбедат на време. И провизиите за респираторите од Бразил, дека не било така, дека тоа сосема нормално. Не убедуваат дека канцерогеното масло што го увезуваат и не го продаваат како мазут и го горат по касарниве, ја трујат македонската младина, дека е тоа сосема во ред и сосема нормално. Не убедуваат дека е сосема нормално денеска да издавате патни исправи и пасоши на криминалци и светски терористи од ИСИС, а за граѓаните да нема. Па нормално ли е тоа? Не убедуваат дека е сосема нормално полициски началници кои што се задолжени за безбедноста на граѓаните да бидат главни и одговорни за шверцот и трговијата со дрога. Не ја трујат македонската младина. И па тоа ли е нормално, почитувани пријатели? Тоа не е нормално. На ова мораме да ставиме крај. А како ќе го ставиме крајот? Крајот се става само на еден начин, на избори. На 17 октомври Македонија и Делчево ќе има право да избира. Ќе има право да избира помеѓу оваа Македонија, на Заев, на Шекеринска и на Спасовски, и онаа Македонија на нас,
што ние ја нудиме. Македонија еднаква за сите граѓани. Македонија во која што ќе владее правото и во која што ќе нема привилегирани. Македонија во која што нема да зависи успехот од тоа дали припаѓаш на одредена етничка заедница, на одредена партија или било каква друга припадност. Македонија е еднаква за сите граѓани, а не Македонија на криминалци и не Македонија на корупција. Ве повикувам сите од тука, денеска е веќе касно. Меѓутоа веќе од утре да се упатите кај вашите пријатели, роднини, познаници. Одете и кај пријателите од Социјалдемократскиот сојуз. Објасните им дека ова не е Македонија која што ја сакаат. Објасните им дека не зависи се од една обична привилегија. Објасните им дека Македонија треба да ја направиме еднаква за сите наши граѓани, за идните генерации. Да не колнат, затоа што тоа го должиме и на претходните генерации, ама најповеќе на идните генерации. За крај, сосема за крај. Ви го честитам уште еднаш роденденот. Ви посакувам на сите многу здравје и пред се слога. Оти викаат повозрастните, каде има слога има и Бога. А каде има и слога и Бога има и работа. А каде има работа има и успех. И очекувам овој успех да го покажеме на следните локални избори. Ви благодарам. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Делчево, да живее Македонија, да сте ми живи и здрави. Им благодарам и на председателот, и на пратеникот, и на членот на извршниот комитет кои ви се обратија. Ова наше дружење празнично ќе го завршиме од прилика како и што го започнавме. Јас ќе ви ја прочитам песната Македонија ќе победи. Откако владата нечесно ја презедоа, побеснеа Откако владата подло нечесно ја презедоа, побеснеа, а здисаа, по лош пат ки нисаа. Македонската држава во пропаст ја доведоа, македонското достоинство го урнисаа. И уставот и законите ги искривоколчија, нивните одредби еднакво за сите не важат и критиките од пријателите ги преиначија, вистината ја изопачуваат, безобразно лажат. Пензионерите се плашат полошо да не биде. Работниците и студентите ги зафатила апатија. На министрите во прилог и короната им иде и по некоја нарачана новинарска статија. Сепак, македонците што татковината ја љубат, поминале и совладале и поголеми лошотии. Надежите за подобра иднина не смеат да се губат. Македонија ќе победи, ќе излезе од тешкоти. Благодарам, да сме живи и здрави.